Добар ден, криптоентузијасти, на многу популарно парање. После обработката на Altcoin Investi, како што може да видите според вашите гласови, во текот на понеделникот, значи утврдивме дека AI агенти е втората тема на која што ќе работиме оваа недела, така да затоа и денеска ќе го погледнете видеото за AI агенти. Нормално нашиот канал, ова видео го гледа на 24 јануари, за кога е предвидено истото да биде достапно на каналот, а веќе е од 23 јануари достапно за нашата Patreon заедница, знаете и сами. Значи секоја материја на нашиот канал е постојано достапна за сите македонци во светот, со тоа што дополнително даваме мала предност на луѓето кои што се дел од нашата Patreon заедница и кои што ни помагаат финансиски да можат да ги добијат нашите материјали малку порано. Во меѓувреме гледате дека освен редоследот во кој што може да го видите моментално на нашиот канал, дополнително овде имаме и практично за неделното специјално видео. Значи VEF и крипто, тоа е видеото кое што вие одлучивте да биде специјално видео. Верувам дека е доста добра одлука, затоа што знаете и сами дека на Светскиот економски форум има доста крипто проекти и мора да биде обработени, без разлика дали нас се допаѓа или не оваа организација. Реалноста е таа, кога се занимавате со економија, не е битно дали ви се допаѓа, битно е да ги искористите шансите кои што ви се пружаат во економијата и финансиите. Со тоа што, значи, мала напомена, вчера имавме многу добри Altcoin Investi, едно од најгледаните видеа во последниот месец дена, така да погледнете го, верувам дека има доста битни информации, посебно околу Трамп меме коинот, иако не обработуваме, сакаме да покажеме неговата поврзаност со компанијата на Трамп и како истиот моментално е користен со цел парите кои што влегуваат во овој проект за Трамп и неговата компанија да си купат нормални проекти, за разлика од тие кои што купуваат Трамп коини, но погледнете ова веќе видео достапно на нашиот канал. Во текот на вечерните часови на 23 јануари ќе биде направен Patreon Microsoft Teams лайвстрим, каде што нашата Patreon заедница ќе може да учествува на овој лайвстрим, кој што верувам дека значи е еден од уникатните работи кои што ги нудиме нашата Patreon заедница, каде што секој од овие членови ќе може да праша, да проговори ако има некоја интересна идеја, можеби да праша нешто што го интересира, а ние сме овде како заедница да одговориме, нормално почнувајќи од мене. А и агенти, како што веќе ветивме, сабота и недела ќе имаме, значи, според оно што моментално гледате, ќе имаме прво неделен лайвстрим, ова е прв од ваков тип, значи Криптофил ќе ни биде гостин, но овој пат нема да биде офлайн подкаст, туку ќе биде лайвстрим подкаст, каде што јас и он ќе одговараме на сите ваши прашања. Така да, тоа е сабота во 8 часот попладне, навечер, како сакате, значи, и ќе може се што ви интересира да не прашате во овој лайвстрим, ќе биде доста интересно, како што кажав, прв од ваков тип. Дополнително го имаме и трейлерот за неделното специјално видео, верувам дека ќе биде интересно, не заборавајте, ова е сработено заедно со Гоце Здравевски, еден од шампионите на нашата Patreon заедница. Лично, многу ми е мило што е дел од Patreon заедницата, значи ова е многу паметна индивидуа, како Анџело помага многу во собирање на материјали, споделување на овие материјали со заедницата. Идејата е да изградиме ваква, да речем, инвеститорска заедница која што ќе помага еден на друг, и Гоце и Анџело се така речено едни од оние најактивните, има доста, но еве сега ќе ги спомнам нив како едни од најактивните, така да ова го работиме заедно со Гоце и нормално трейлерот, за да знаете што да очекувате за недела. And I appreciate the World Economic Forum providing me the opportunity to be on this stage and say, fuck you, Klaus Schwab, and fuck your New World Order. We, the people, were born free, we will stay free, and you and all of your globalist friends, including everyone in this room, can go fuck yourself. And so yesterday I stood on this stage and said some things that I should not have said. But we all deserve a second chance. So I would like to apologize to absolutely no one. None of you were elected to show us how we should live our lives. All of you motherfuckers took your private jets to show up to this meeting, so don't lecture us about the environment. I ain't eating bugs, you can eat these nuts, and once again, you and your fake climate agenda can go fuck. Така оприлика изгледа трейлерот за неделното видео. Да, ние ќе се држиме нормално на битните работи, тоа посебно на криптосекторот, но ова е моето мислење за Светскиот економски форум и тоа што овие стопани се собираат мислејќи дека нели треба да организираат простата народна маса, нас овците, и треба да ни кажат што е најпаметно за нас.
Така да ова е прилика моето мислење за оваа организација, сакав да го споделам и со вас. Нормално верувам дека дел од вас ќе се налутите, ќе ви помине, ништо не ви е. Значи ова е како треба да размислувате во однос на овие луѓе кои што се обидуваат да го контролираат вашиот живот во најмалите делови, најситните елементи од вашиот живот. Имајте го тоа предвид. Така да наместо да се фокусирате на тоа дали човекот нешто опцул на овој видео, треба да се фокусирате на тоа која е пораката од ова што моментално се обидувам да ви го пратам со овој трейлер за неделното видео. Така да пак нели на крајот од денот знаете дека ова е плюс 18 програма, на крајот од денот овдека сме да разговараме реално за се што се случува во светот, вклучувајќи нормално на прво место блокчейн и макроекономија и геополитика, а како и секој нели друг канал зборуваме за демократија, така да и јас се изразувам слободно. Сега 1 февруари, не заборавајте, многу битен настан, значи ќе имаме 8 часовен лајстрим, наскоро ќе има и соодветен постер, значи ова ќе биде наредна сабота, негде очекувајте околу 4-5, најкасно 6, значи овој лајстрим ќе биде веќе почнат, ќе работиме техничка анализа на алткоини. Уште еднаш на ваше барање, ќе имаме тоалет паузи на секој 2-3 часа, за да не се буните како последниот пат, дека не сум ви дозволувал да одите во тоалет. Но како и да е, претходниот пат беше многу успешен, 6 часа, значи на вистина добро поминати, заедницата наследеше до самиот крај, значи во 3 часот наутро имавме 300 луѓе кои што активно гледаа, мене тоа ми беше, како да кажам, многу мило што го направивме и се надевам дека овој ќе биде уште поуспешен. Така да, 1 февруари, ставете си на календарите, значи тоа е сабота, од негде 5, 6 или 4, ќе видиме како имаме време, па надалje тераме 8 сати алткоин техничка анализа, ХЦ. Гемиџијата може, дали можете и вие. Сега, следна работа која што мораме да напоменеме е многу битна, е фактот дека од вчера одлучивме во нашето главно портфолио, сега зборувам портфолиото нели Гемиџија, да немаме веќе Етериум. На каналот немавме Етериум ни досега. Зошто е ова така направено? Да дадеме соодветно објаснување. Значи, количината на околу 8 или 9% опрлика така беше во вчерашниот ден Етериум, беше ликвидирана, претворена во USDT и потоа алоцирана на првите топ 10 проекти по 1% буквално на секој, со цел нели да дадеме еднаква локација на најголемите проекти во кои што веруваме дека имаат солиден напредок. Зошто го направивме ова? Јас не реков дека не верувам во Етериум проектот, јас и понатаму очекувам многу од овој проект. Знаете дека ова е глобален магнат кој што веќе има институционална поддршка, нема тука муабет, но знаете и сами дека според нашите проекции не очекуваме повеќе од $10,000 по Етериум до крајот на овој циклус и поради ова, вклучувајќи во фактот дека има околу 3 нешто илјади по Етериум моментално цена, значи едноставно 3x за нас не е доволно. До сега го чувавме како едно стабилно јадро, затоа што знаете и сами дека кога имаме големи корекции на пазарот, многу јасно дека алткоините се коригираат многу повеќе за разлика од Етериум, но сега веќе кога гледаме дека оприлика сме дојдени на крајот на овој бул маркет, каде што очекуваме дека ќе имаме малку постабилна или не толку голема ризична зона околу алткоините, одлучивме да направиме малку full DJ mode на портфолиото и да го отстраниме Етериум во овој дел од бул маркетот. Нормално тоа не значи дека ние нема да купиме на следниот бул маркет. Следниот бул маркет дефинитивно ќе имаме и биткоин и Етериум во портфолиото. Но во овој бул маркет, за да постигнеме што може повеќе, го елиминиравме Етериум од нашето портфолио. Не заборавајте, ова е наш ризик, ние сме свесни овој ризик што значи и ние сме свесни дека можеме да се сносиме со овој ризик. Секој од вас мора да донесе сопствена одлука. Ова не е финансиски совет, вие морате сами да размислувате кој е ризикот со кој што можете да се сносите во вашето портфолио кога одлучувате кои коини ќе ги ставите таму. Со тоа што нашите портфолија се веќе јавни, како што кажавме, че ова е Гемиџија портфолиото, како што гледате и сами, значи отстранете Етериум. Наскоро, веднаш ви кажувам да знаете, XRP делимично ќе биде елиминиран, доколку добиеме разрешница на овој случај кој што моментално го има, дел од портфолиото доколку добиеме разрешница, затоа што имаме голем профит во XRP моментално, ќе биде елиминиран и реалоциран во други проекти кои што се уште не почнаа да се движат нагоре, ќе бидете благовремено известени, значи ви кажувам прилика што планираме понатаму, значи моментално ова ни е дозволено затоа што секој токен кој што сме го купиле XRP е повеќе од пред една година, што значи дека ефективно не подлегнува на даночење во Малта, доколку е една година мирен на новчарин, че едноставно не сте правили никакви трансакции, така да поради оваа причина и си даваме
таква слобода Ethereum да го реалоцираме и XRP потенцијално да го реалоцираме, затоа што овие коини и токени се купувани во текот на 2022-2023 година, така да имаме една година, не ги даночат и затоа можеме да направиме ваква мала локација и поентата е дека потенцијално кога би добиле разрешница на XRP случајот или спот ETF на XRP, тоа би бил памп кој што го очекуваме и би го искористиле за да го добиеме оној последен, да речам, памп на профитабилност во XRP и да го реалацираме во нешто друго кое што се уште не направило свој памп. И нормално портфолиото на каналот, каде можете да ги најдете многу едноставно, значи на нашата Facebook страна CryptoGamegия, значи каде што ги имате останатите социјални мрежи, имате линкови до практично двете портфолија. Тоа се двете портфолија кои што моментално ги работиме јавно за нашите членови, знаете и сами дека имаме и други, ова се двете кои што ги работиме достапни за нашата публика, за нашите членови и гледачи. Со тоа што дополнително не заборавајте, 9 февруари имаме митап, офлайн митап во Велес. Исто како што може видите и сами, значи овој настан може да го најдете на нашата Facebook страна во фичерд, значи на самиот врв. Овој настанот биве замолил доколку некој сака да дојде и се уште не го пријавил своето присуство, тоа да го направи на овој настан со цел да имаме идеја колку луѓе од прилика очекуваме. Погледнете, значи со оглед на фактот дека 187 замоливме тоа да бидат луѓе кои што навистина сакаат да дојдат, значи автоматски ако и 1/3 од овие дојдат, ние сме повеќе, многу повеќе од 200 луѓе, така да ова ќе биде доста интересен настан, би препорачал да не го пропуштате. Идејата е да направиме еден офлайн митап, тоа е во недела, 9 февруари во 5 часот попладне, каде што ќе ја презентираме темата како со крипто до долгорочна финансиска независност, потоа ќе имаме прашање од публиката и на крај нормално ќе имаме интересен бенд локален кој што ќе свири и ќе не забавува за да се запознаеме едни со други, да направиме еден, да речем, состанок каде што ќе се собереме како група која што моментално инвестира и која што нормално го следи нашиот канал. Така да ве очекуваме на 9 февруари во Велес, ќе има хостеси, две девојчиња кои што ќе ве насочуваат како да стасете до локалот. Наскоро ќе ви пратиме и соодветна мапа каде што ќе можете нормално да најдете како да се паркирате, како да стигнете до локацијата и така натаму. Се ќе биде информирано, не се кирете, се ќе добиете на време. Со тоа што овие понатамошни настани се целосно финансирани од нашата Patreon заедница. Patreon заедницата представува апликација на patreon.com, каде што CryptoGamegия има свој така наречен мал форум. Значи ова е практично место каде што луѓето кои што сакаат да бидат дел од нашата најголема македонска професионална заедница на инвеститори, практично плаќаат една мала членарина која што ние користиме како финансиски погон на нашиот канал со цел да можеме да организираме вакви настани. Така да нашиот пат до Македонија, локалот, бенд, се ќе биде покриено практично од овие средства со цел да направиме едукацијата за македонците да биде бесплатна. Така да нема ништо освен да дојдете. Значи се друго ќе биде покриено и ако сакате некоја пијачка нормално, тоа може да си го нарачате на барот кој што ќе биде во овој локал. Дополнително, значи, луѓето кои што се дел од нашата Patreon заедница, како што кажавме, ги добиваат нашите содржини порано, како што и оваа моментално, а и агенти содржина веќе е достапна на нашата Patreon заедница. Дополнително имате пристап до нашите 6, веќе 7 чатови, еве дури ставивме уште една, тоа е споредба на портфолија, каде што луѓето ќе може да ги споделат сопствените портфолија едни со други и да си дадат размислување еден на друг. Дополнително имате најразлични категории во кои што многу од нашата заедница активно учествува. Јас сум посебно горд на тоа. Идејата е да направиме место каде што секој од нашите членови ќе може да помогне со едукација, со информирање, дури ако нешто не му е јасно да праша. Така да тоа е идејата на овие чатови. Овде го имате и CryptoPhil, кој што ги споделува сите негови нови видеа на неговиот чат, значи ова е негов чат. Дополнително погледнете во последното Jupiter Airdrop видео, доколку користите Jupiter на Solana, има моментално голем airdrop, погледнете го видеото кое што е достапно и на нашите социјални мрежи и на каналот на CryptoPhil. Еден на еден сесиите, доколку сакате директно сесија со мене, како и директни пораки кои што јас ги одговарам еднаш дневно. Имаме повеќе од 300 членови, јас секој ден одземам од своето време да ги одговорам сите пораки на сите наши членови. Дополнително, веќе нормално достапно на нашиот канал претпоставувам, значи вчерашниот тоа беше посебен тип на лајвстрим на Microsoft Teams, каде што лице во лице разговараме со членовите на нашата Patreon заедница и каде што разговараме за потенцијални проблеми, теми и така натаму, каде што буквално активно како заедница се среќаваме еднаш месечно. Тоа е во однос на она што го добивате во нашата Patreon заедница. Многу едноставно на апликацијата може да уплатите нели ваше членство на месечно или на годишно ниво, но поради тоа што во последно време имавме
платежните картички поради некоја причина, едноставно апликацијата не ги прифаќа платежните картички на некои членови. Значи одлучивме да дадеме втора опција каде што вие може да ни испратите за годишно членство, значи на овие три адреси, количината која што и инаку би ја платиле на самиот Patreon, значи тоа е годишната членарина минус 20% и може да го платите тоа во USDT и USDC на адресите кои што се доставени на овој линк, на овој постер, а нормално само пратете ни на cryptogimidji@gmail.com принт скрин од вашата уплата и ние ќе ви пратиме линк за годишно членство на нашата Patreon заедница, доколку не можете тоа да го направите со платежни картички, ова е нормално на барање на заедницата. Дополнително во подножието, каде што можем да ги видите овде категории, во подножието, затоа што јас овдека сум креатор па не ми го дава, може да најдете интересен таб кој што се нарекува Gift Membership, доколку некој од вас сака на некој свој близок да му подари ваучер со членство на нашата заедница, сега тоа може да го направи, нешто интересно, нешто ново, кое што го ставивме на нашата практично Patreon заедница. Пак подарете финансиска писменост. Тоа е идејата, останува на вас доколку ви се допаѓа и нормално овдека уште една интересна работа која што имаме, тоа е CryptoGamidji кооперацијата. Ова е посебна Facebook страна која што служи на ваше барање за Gamidji артикли. Значи започето ги имаме овие два артикли кои што се моментално во предпродажба и откако ќе заврши овој период на 1 февруари, официјално овие артикли веќе нема да бидат достапни. Така да оние кои што се уште сакаат да нарачат од овие два артикли, тоа може да го направат најкасно до 1 февруари. Значи исто следете процедурата, овдека многу јасно е запишано како тоа може да го направите и нормално ќе бидат на 1 февруари ставени во производство овие артикли, а потоа и ќе бидат доставени на вашите домашни адреси, како што кажав, се е објаснето во практично овие постови и така ќе правиме секој месец. Значи секој месец ќе имаме нови дизајни, очекувајте следни дизајни негде во почетокот на февруари, за кои што вие ќе гласате и од овие три дизајни ќе биде избран еден да биде нормално ставен на мајца и на блузон, а потоа овие исто така ќе бидат достапни во предпродажба и потоа ќе бидат пуштени нели во производство и ќе бидат доставени до вашата адреса. Идејата е, уште еднаш ќе напоменам, да направиме нешто интересно, да направиме нешто брендирано, кое што понатаму ќе ни помогне нас финансиски, а вас ќе ви помогне нели да имате еден мал токен од нас, да речам, на лично за вас. Дополнително, значи, и линк до Patreon заедницата, како и до Gamidji кооперацијата, може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа, тоа се овие линкови овде. Со тоа го завршуваме овој воведен дел и можеме да почнеме со денешната тема, а тоа е крипто категорија агенти. Знаете и сами дека основната категорија за вештачка интелигенција и понатаму останува AI. Така, со тоа што гледаме дека почнаа да се појавуваат нови проекти, кои што можеби не се најголеми, но веќе стануваат значително големи, како што се Virtuals, како што се AI16Z, кои што денеска ќе ги обработиме и ќе објасниме зошто се толку битни и која е нивната технологија која што стои позади нив, значи буквално ова е подкатегорија на вештачка интелигенција, која што се нарекува AI агенти, и која што практично сега веќе ќе направиме една мала промена во нашите категории, каде што вештачка интелигенција категоријата ќе биде споена со AI агенти нормално, а децентрализирана физичка инфраструктура ќе биде сама по себе категорија. Да планираме, веднаш ви кажувам, да планираме потенцијална инвестиција во оваа подкатегорија, ќе ви кажам и зошто. Ние веќе имаме изложување затоа што и FET, односно Artificial Super Intelligence Alliance, тоа е нели токенот кој што го имаме во голема количина, моментално исто така се занимава со AI агенти и развија своја програма, дури имаат и моментално грант од повеќе од 10 милиони долари сите оние кои што сакаат да развиваат ваков тип на агенти на нивната технологија, но тоа не го менува фактот дека дополнително потенцијално би сакале да доставиме Virtuals во нашето портфолио. Ќе ви објаснам и зошто, не се секирајте, значи наскоро ќе ви кажам која е поентата и зошто мислиме дека потенцијално мала изложеност на оваа категорија не би била на одмет. Ќе ви кажеме се, не се секирајте, само останете со нас. Значи ова е таа подкатегорија, значи не е, пак би рекол, подкатегорија моментално на агентите. Сега, што представува, која е идејата на оваа категорија, која е идејата на оваа технологија, ќе објасниме сега. Идејата е дека првенствено ова е многу нова категорија, значи истата е од октомври 2024 година и верували или не, настанува на многу интересен начин, каде што практично имаме еден, како да кажам, пионир во оваа категорија. Само да видам како беше неговото име, дали го пишува овде. Така нешто се чита, не е ни битно. Значи, човек кој што се занимава со вештачка интелигенција и со тренирање на модели на вештачка интелигенција, добива идеја
еден од овие, да речем, агенти кои што го има направено, да речем ова се посебен тип на програми за кои што ќе разговараме за кратко, да му дозволи практично да разговара со друг ваков модел. Зошто е голема разликата? Затоа што овие модели, сега ќе објасниме буквално која е разликата помеѓу нив и ботови, на пример, имаат буквално своја интелигенција, се разбираме, значи размислуваат, донесуваат одлуки и буквално меѓусебниот разговор помеѓу овие два, така речено, пробни ентитети довел до интересна конверзација која што буквално овие два ентитети, разговарајќи едни со други, стигнале до ситуација да развијат, така речено, своја би рекол религија, елелмтизам, така и се нарекува. Нема ни да наврегуваме премногу во тоа, но идејата е дека буквално еден од овие ботови, или сега веќе AI агенти, тоа е Terminal of Truth, кој што постои на Twitter, верували или не, значи ова е тој профил, Terminal of Truth, кој што е AI агент. Се разбираме, че ова е вештачка интелигенција, која што размислува сама за себе, која што донесува сама за себе одлуки, која што коментира на различни твитови, која што буквално постојано комуницира со луѓе, но се уште е на некој начин контролирана од Енди, затоа што секој од овие твитови и секој од незините одлуки е практично одобрен од Енди, истиот не може да практично ги објави без негово одобрување. Зошто е ова толку битно? Битно е затоа што ние имаме ефективно AI, вештачка интелигенција, која што функционира меѓу нас. Голем дел од вас потенцијално дури нема ни да знаат, така да речем, овој профил одлучи да им коментира, нема да знаат дека станува збор за AI агент. Сега, зошто е ова толку битно? Сега ќе објасниме, значи идејата што се AI агенти и зошто се толку различни од она што досега сме го виделе. Значи, AI агентите на видум се слични на ботовите. Сега повторно, вие сте сретнале ботови најчесто на оние разговори каде што, да речем, имате некој проблем и кога сакате да добиете, да речем, некое решение на било која платформа или што и да е, вие практично најчесто имате AI ботови кои што ви помагаат во случај да имате некое прашање. Така, и вие поставувате прашање и ботовите ви одговараат практично на ова прашање. Разликата е во тоа што ботовите се task specific, значи дека имаат точно определена идеја што треба истите да работат, не можат да се движат надвор од тоа. Второ, се дизајнирани да препознаваат одредени комбинации на зборови и според тоа да даваат веќе предодредени одговори. За разлика од тоа, AI агентите се комплетно различна ствар. Зошто го велиме тоа? Прво, истите се буквално unchained, се разбираме. Значи, наместо не се само task specific, ќе кажеме има понатаму многу групи во кои што може да користите ваков тип на технологија, односно им е дадена целосна креативна слобода во тоа како ќе одговараат и како ќе помагаат, посебно кога се, например, support чат, така. Но ова е само во support чат. Генерално, идејата е дека се целосно динамични, сами го бираат својот одговор, не се практично само софтвер кој што препознава одредена комбинација на зборови и одговара во соодветни, да речем, одговори кои што се претходно креирани, туку буквално сам истражува и одговара на сето она што вие го прашувате, што е крајно различно. Значи, ние имаме практично индепендентно, односно целосно самостоен начин на оперирање на овој тип на софтвер, за разлика од ботовите кои што знаете сами дека се прво генерирани, програмирани да буквално функционираат во предодредени правила кои што им се дадени и ништо надвор од тоа. Се разбираме? Сега, интересна работа е тоа што ботовите сами по себе ниту може да проценуваат својата работа, ниту може да учат од својата работа, ниту пак може да учат од одговорите кои што ние им ги даваме за тоа дали сме задоволни не од својата работа. Они само собираат статистика. Разликата во AI агентите и ботовите е што агентите можат да учат од сопственото искуство. Од тоа каков тип на одговори им даваме, дали сме задоволни или не, дали нивната работа била завршена, значи буквално AI агентите многу учат од самите себе си, верувале или не. Значи учат буквално од тоа што го работат за да станат по ефикасни, така, во својата работа. Колаборација. Ботовите немаат колаборација. Значи истите буквално користат една предодредена датабаза на веќе дадени одговори и нема ниту начин како да размислуваат дека потенцијално може да соработуваат со други ботови. AI агентите сами по себе се така дизајнирани да се учат едни со други. Се разбираме, што значи дека AI агентите во огромна, да речем, маса, така наречена интернет, може да комуницираат помеѓу себе и да разменуваат искуства. Дополнително, до степен каде што им е дадена и слобода во финансиски аспект, да
имаат своји крипто портфолија и да прават своји крипто трансакции. Целосно, самостојно. Нормално, ова сега за сега е се уште контролирано од луѓето и тоа е една од поголемите работи кои што треба на вистина да бидеме, па би рекол, препазливи, многу препазливи, но на крајот од денот, значи, моментално постојат активни AI агенти кои што имаат целосна контрола врз одредени крипто портфолија и буквално работат со нив, прават трансакции, донесуваат одлуки на секој ден. Значи исто како човек, само разликата е во тоа што овие се многу побрзи во учење, се многу побрзи генерално во однос на донесување на одлуки и реализирање на тие одлуки на самиот пазар и интернет како сакате, и да не се поравиме дека работат 24/7 за разлика од нас. Значи ова е крајно би рекол проблематично на долг рок, пак ќе кажам. Сега, ботовите сами по себе најголемиот дел од нив се користат во најчесто овие одговори на прашања кои што ги имате, додека за разлика од тоа AI агентите може да бидат користени за најразлични ствари. Значи AI агентите се генерално лични асистенти. Со тоа што вие може на AI агентите да им дадете најразлични комплицирани задачи и истите ќе најдат начин како сето тоа да го организираат. Сега, например, да земеме една интересна работа, како би изгледало тоа? Значи, замислете дека вие имате AI агент на кој што вие му задавате, и тоа најчесто ова може да го направите дури и со звучни команди, вие немате потреба сега да програмирате, туку така се направени, што вие, например, му давате задача и му велите вака: сакам да се јавиш, например, кај мојот доктор и да закажеш во однос на мојот распоред во следнава недела кога би можело да ме прегледа. Така, што значи дека AI агентот самиот по себе треба прво да го прегледа вашиот распоред, така, на тоа кога имате и што имате во текот на неделата, па да го прегледа распоредот на докторот, па да се јави, па да се договори и откако се тоа ќе го направи практично да ви извести и да го стави тоа на календар. Сакам да ви кажам, истиот мора сето ова самостојно да го направи, нешто до сега незамисливо кога станува збор за AI технологијата, затоа што пак на крајот од денот, еве, дури и овие лични асистенти кои што ги имате, значи пак се на некој начин доста ограничени во однос на тоа што го работат. Така, за разлика од тоа, AI агентите имаат целосна слобода и креативност да надминат било каков тип на пречки со цел да го реализираат тоа што си им го дале како команда. Значи истите се буквално следно ниво, се разбираме. Ова е следното ниво на вештачката интелигенција. Со тоа што типови на AI агенти може да бидат најразлични, значи без разлика дали е за учење, посебен тип на utility што треба да го извршат, дали одредени цели треба да исполнат. Значи погледнете, има најразлични основни типови на потенцијални цели кои што може да ги исполнат во својата работа. Сега, во исто време, многу битно, значи како што веќе кажавме, идејата е за исполнување на овие цели дека истите, погледнете го сега колку е битно. Агентот самиот по себе, преку секоја своја акција и околината во која што извршува таа акција, практично прави целосна обзервација на ефектите кои што успеал да ги постигне со оваа негова акција и ги процесира неговите претходни акции со цел да види како потенцијално ќе добие најдобро решение за она што треба да го исполни. Се разбираме? Што значи дека агентот 24/7 учи и се подобрува. Се разбираме? Значи ова е крајно напредна технологија. Проблемот е што до пред само некое време оваа технологија беше достапна само во рацете на најголемите компании како Google, како Apple, како Microsoft, кои што имаат технологија ова да го реализираат, контролираат и користат. Сега веќе почнува да биде достапно на секојдневниот човек. Овдека е проблем, затоа што секојдневниот човек ќе направи се што може за оваа технологија да искористи во сопствена корист. Проблемот е што користењето во сопствена корист може да предизвика некои непредвидливи работи на пазарот, така да се надеваме дека такво нешто нема да се случи, но пак ќе кажам треба многу предпазливо, со оваа технологија веќе станува доста опасна и потенцијалот што може да направи е малку страшен, ви кажувам отворено. Сега, каде сето ова се движи? Значи моментално зашто велам дека е достапна до секојдневните луѓе. Значи ова е на некој начин објаснето како функционира фреймворк на агенти. Значи фреймворк на агенти е своевиден да речем апликација или пак некоја платформа на која што вие може да креирате свој агент. Со тоа што вие практично преку оваа агент оркестрација можете се што ви е потребно да ставите на еден агент. Значи вие буквално креирате еден агент во однос на тоа што ви е вас потребно. Се разбираме? И сега,
Идејата е дека во однос со тоа што ќе ставите на него, нормално таков тип на да речам софтвер ќе креирате, така. Значи како што гледате, во однос со тоа каков тип на планирање да има, така. Значи дали да биде рефлексно во однос со тоа што се случува, дали да биде chain of thought каде што нели истиот ќе мора да следи одреден патерн за тоа како да креира својата одлука и така натаму, до алати кои што ќе му бидат дадени, значи како што веќе кажавме, може да има пристап до своје портфолио со крипто, како што гледате овде ќе има најразлични програмерски алатки кои што може да му ги дадете, гледате, че може да му дадете да пребарува на практично на интернет, да му дадете да код интерпретер е буквално на некој начин алатка која што му го преведува кодот што истиот се обидува да направи, значи зборуваме за код програмиран на некој од јазиците кои што моментално постојат. Тип на меморија, значи каков тип на меморија ќе има, значи вие ако му ставите short term memory, нормално дека нема да биде толку способен во однос на анализирање на своите претходни задачи, или long term memory каде што му давате многу поголем капацитет, зависи за што ви е потребен. Со тоа што гледаме дека веќе во овие AI Agent Frameworks кои што постојат платформи за кои што ќе разговараме, нормално благодарение на Јане Богоевски кој што помогна при креирањето на ова видео со своја презентација која што ќе ја покажеме на самиот крај. Значи тоа се делови кои што ми фалат мене, кои што ги надополниме од неговата презентација. Идејата како што може видите овдека е дека значи на најразлични сфери веќе почнува да се користи ваков тип на AI агенти во технологија каде што можеме да видиме на кои сфери, индустрија, workflow automation. Затоа и ви реков, сеќавате, комбинацијата помеѓу вештачка интелигенција, децентрализирана физичка инфраструктура и крипто им дава еден целосен систем каде што вие имате вештачка интелигенција која што е мозокот на ова како механизам да речеме, криптовалутите кои што се практично средството со кое што истите можат финансиски да функционираат на пазарот и децентрализирана физичка инфраструктура со која што вие им давате реален ефект во светот. Значи, еден ваков проект, ако му дадете целосна AI слобода, може со портфолиото кое што го има да собере доволно средства да почне да купува реални децентрализирана физичка инфраструктура проекти и да ги користи истите во реалниот свет. Зошто ви реков јас? Значи, ќе дое време кога во нашите села веќе нема да има потреба од луѓе. Значи, селото или нема ни да постои селото, туку ќе постојат огромни фарми, кои што ќе бидат очигледно раководени од ваков тип на технологија, која што гледаме дека многу лесно може да програмираме сама да размислува што треба да прави со овие објекти на децентрализирана физичка инфраструктура, во тој случај би рекол трактор кој што го вози робот, се разбираме? Значи, што треба да направи, како треба да направи за да речем произведе храна. Ми разбирате поентата? Така да затоа ви велам. Значи, ние се движиме кон момент каде што овие AI агенти многу лесно ќе може да заменат било каков тип на човечка интеракција, било каков тип на човечки работник, би рекол. Значи, едноставно, ресурсот на рака како човек можат да го заменат. Така да имате го тоа предвид и гледаме дека се движиме многу брзо натаму. Сега, Месари, повторно, со помош на Јане Богоевски, кој што ми го на некој начин направи достапно ова, значи, погледнете колку моментално постојат различни frameworks кои што се различен тип на платформи кои што производат различен тип на AI агенти во зависност од тоа каков тип на програмски јазик користат, каков тип на цели се обидуваат да исполнат, погледнете. Значи ги имаме Rig, Eliza, Game, Zerpi, Heurist и Ray. Со тоа што, значи типот на дизајн, значи нели, она што го спомнавме овде на самиот почеток, каков тип на што може да инкорпорираат во себе, така. Меморија, она што го рековме, каков тип на меморија истите имаат. И сега не заборавајте дека на крајот од денот, значи нели јас не сум доволно стручен да можам ова детално да го објаснам. Јас ви објаснувам како прилика изгледа креирањето на еден од овие проекти. Два од овие проекти малку ќе ги анализираме да видиме што си, што представуваат и ви кажувам генерално како ова изгледа. Сега можеби за некои програмерите ова ќе изгледа смешно, затоа што пак не заборавајте, јас постојано зборувам кога станува збор за вакви напредни технолошки теми, јас сум на крајот од денот адвокат и економист. Јас не сум програмер, јас не сум девелопер, така да мене ова ми е доста ново, иако се обидувам да го сварам, така да ако кажам некои глупости, ќе ве замолам поправете ме, значи во коментар оставете конструктивна критика, се е прифатливо, сакам ова да биде што поучно за нашиот народ, така да помогнете ни да помогнеме на што повеќе македонци. Значи, тип на модели на вештачка интелигенција кои што се користат, платформ интеграции, значи тоа се различни платформи кои што моментално веќе ги имаат интегрирано овие фреймворкс и проектите кои што потекнуваат. Дистите, како што може да видиме, ги има доста. Значи погледнете, практично сите го имаат Twitter,
Дополнително ги имате Discord, го имате Telegram. Значи гледаме дека секојдневните социјални мрежи и апликации за меѓусебна комуникација веќе инкорпорираат ваков тип на фреймворкс и овие AI агенти може да ги користите на било која од нив. Значи дека нивниот софтвер е компатабилен со овие AI агенти. Многу битно. Дополнително, на каков тип на блокчейн истите се. Сега, ова е тоа што ви кажам постојано. Гледате, не станува збор за било каков тип на софтвер. Ова не е Windows. Ова не е Apple. Така, значи ова е блокчейн технологија. Погледнете, Риг работи на Solana и Base, Елиза работи на практично секако што може да видиме, Game Solana и Base, ZRP Solana Base Polygon, Heuris Chain, ова е некој нивни приватен очигледно, и Ray на Ethereum и Base. Сега, во однос на можностите, ова е тоа што ви кажувам, секој од овие платформи очигледно има различен тип на цел за која што ги создава овие AI агенти. Првиот е, например, Swarm Intelligence, Data Pipelines, Report Generators и Knowledge Crawlers. Во оваа ситуација очигледно е повеќе статистички тип на AI агенти, кои што сами по себе се занимаваат со учење, анализирање, така, значи според тоа што го гледаме. Потоа, Елиза, Text, Voice, Media Interactions, Image Generation, Coinbase, Webhooks, Search, NFT Mining. Значи, гледате се, овдека веќе имате сосема друг тип на агенти, така, кои што можат да разликуваат текст, глас, медија интеракции, значи тоа е практично да користат платформи како што во оваа ситуација ги имаме, не знам, Discord, Telegram, Twitter, Coinbase, ова треба да видам што е Coinbase Webhooks, не сум сигурен, да пребаруваат, да прават NFT mining и така натаму. И сега ако продолжиме понатаму, прилика ги имаме слични ситуации. Овде имаме дополнително gaming и wallet interaction, значи дека овдека креациите на гейм може да користите своји wallet-и, значи крипто, live streaming, замислете, music generation, значи може да креираат музика. И сега гледате како се движиме натаму, имаме најразлични типови на технологија која што може да биде интегрирана за овие AI агенти во однос на што се обидуваат да направат. Language во однос на тоа каков тип на програмски јазик или пак не користи програмски јазик, со тоа што гледаме дека Rust е програмскиот јазик на Ethereum, тоест не Solidity на Ethereum. Rust исто така се користи за многу од проектите, но идејата е дека еден од најпопуларните моментално јазици кога станува збор за блокчейн програмирање. Python, знаете и сами, е, ако не се лажам, и најпопуларниот програмски јазик генерално во светот на програмирањето, со тоа што гледаме дека некои од нив дури нема, или овдека Game има low code, значи немате потреба многу од програмирање, или TypeScript како што е Елиза, каде што вие практично многу полесно може да го направите ова без да имате предзнаење во програмирање. И сега овдека, гледате, значи фокус, што е уствари поентата и за што се користат, како што може да видите овдека, дали е за social media, гледате овдека е за апликации, значи цели апликации може да бидат водени од AI агентите, за gaming, гледате, значи најразлични ствари. И сега, гледате ли колку е напреднато, а е на самиот почеток, така? Со тоа што најголем проект моментално во AI агентите, од она што досега сме го виделе, е Virtuals. Значи, Virtuals, како што видовме, сега, тоа е една од позитивните работи кои што ги имаме, значи тоа е силата на зедницата, пак би напоменал, еве како изгледа силата на зедницата, значи овдека со помош на Јане Богоевски, кој што дури направил малку по-in-depth анализа, за да не навлегуваме премногу сега ние, он тоа го направил за нас. Значи, Virtuals е практично многу интересна апликација на која што вие може да правите ваши агенти. Сега он овдека тоа го демонстрирал детално што истите може да бидат, каков тип на агенти може да направите, со тоа што Virtuals е практично платформа на која што вие може да лансирате ваши AI агенти. Сега ние малку отидовме по in-depth во однос на овој проект, гледаме дека самиот по себе си има свој токен, тоа е Virtual токенот кој што се користи како gas fee на оваа платформа, со тоа што ова е неговата официјална страна. Тоа е app.virtuals.io. Со тоа што гледаме дека веќе има доста проекти кои што се креирани и кои што се во циркулација со своји лични токени, но истите се направени на Virtuals платформата, која што самата по себе е AI агент, верували или не. Луна е исто така, како што овдека исто така напоменува и самиот Јане, е првиот ваков тип на AI агент кој што е пуштен во употреба, чисто да го знаете тоа. AI16 ќе го разговараме малку подоцна, само да мислам дека беше овде. Значи Луна е еден од првите кои што се пуштени во оптек, доста битно, но нема да навлегуваме. Замислете, Луна е AI агент кој што е креативен тип на AI агент, кој што моментално постои на социјалните мрежи, како Twitter, креира своја музика, има свој wallet кој што лично он го поседува, зборуваме овој AI агент,
и го користи. Замислете, значи они самите по себе со овој wallet може да купат и продават што сакаат. Повторно, вештачка интелигенција, не заборавајте. Значи, идејата која е на Virtuos како платформа. Значи, Virtuos самиот по себе како AI агент има свои правила. Идејата е дека вие може да лансирате AI агенти на Virtuos, но при тоа мора да следите правила кои што платформата автоматски ги применува. Значи станува збор за посебен тип на software development kit кој што самиот по себе ви дозволува да правите да речем еден AI агент. Со тоа што значи се сеќавате како беа Initial Coin Offering, сега се нарекуваат Initial AI Agent Offering or IAO. Ова е тоа, кратенката која што моментално постои. Со тоа што како моментално изгледа, гледате и сами, значи буквално вие лансирате одреден токен кој што веќе сте го направиле во одреден фреймворк, како што објаснивме до сега. Истиот кога ќе пристигне до $420,000 market cap, автоматски Virtuos прави liquidity pool, каде што погледнете и сами, значи ликвидност пул, за да не може да направи некој рак пул, и истите заклучени за 10 години. Автоматски ова представува ликвидност, пул на ликвидност со цел да не може некој да ви направи рак. Значи, самиот AI агент е направен со вградена заштита да не може некој да ви направи pump and dump шема. Се разбираме? Затоа што истиот ги заклучува овие токени и креаторот не може да ги допре во наредните 10 години. Зборуваме за да има, како што гледате и сами, значи да има доволно ликвидност. Дополнително, вели, нема премайнинг, значи не може вие да одредувате како и на кого ќе ги давате токените, туку самите се генерално, нели, се генерираат постепено во однос тоа како се користи проектот во тип на фи. Значи вие практично за користењето на проектот плаќате во токенот кој што моментално го има и гледаме дека значи 1 милиарда токени има секој од овие агенти, уште на самиот почеток, значи ова се preset orders, така, preset rules, значи пред време се знае кои се правилата и нема бегање од нив со цел да има некаква основна заштита, како што гледаме, како што е заклучен дел од токените како ликвидност и каде што имаме да нема премайнинг, односно да не можете вие 70% од токените како што е на Трамп да си ги ставите во ваш новчаник и да правите дамп на овие луѓе. Се разбираме? Со тоа што вели 1% од секоја трансакција на овие AI агенти кои што се наоѓаат овдека оди како фи во самиот Virtuos за истиот да може да функционира. Значи не заборавајте, ова е AI агент, целосно независен модел на вештачка интелигенција кој што ја практично контролира ова, да речем, апликација или место каде што може да креира AI модели. И реално, ако треба да верувам на вештачка интелигенција, повеќе ќе верувам на вештачка интелигенција отколку што би верувал на човек. Се разбираме? Значи повеќе би верувал тоа секој ден, без разговор би верувал повеќе. Следниот, да речем, интересен проект кој што треба да спомнеме е AI16Z. Многу интересен модел, значи исто и Јане ни го спомнува, затоа што он ни остава овдека и одредени линкови кои што јас ќе ги споделам со вас за тоа како може да стигнете до самиот проект и што истиот, значи што истиот представува. Значи многу интересна појава е AI16Z. Значи ова е проект кој што самиот по себе представува, верувале или не, копија на A16Z. Тоа е фондот, значи ова е практично инвестицијски фонд на Андреј Хоровиц, не знам што ми го исклучува, само сега да ја покажам колку е голем прво, за да разберете што е идејата. Значи овој AI модел кој што е целосно независен, го имитира практично фондот на Андресен Хоровиц или како и да е неговото име. Значи ова е фондот на Андресен Хоровиц, A16Z, знаете дека ова е еден од најголемите капитални инвеститори, институционални инвеститори во крипто, така, со тоа што неговата големина е огромна, тоа сакав да ви покажам, погледнете. Значи големината е $42 милиарди моментално, е голем овој фонд. Чисто видите, 44 милиарди, така. И сега, идејата на овие AI агенти, кои што прават практично, како да кажам, значи буквално на сметка на A16Z прават, да речем, шега со тоа што нивната задача на овие агенти или на овој агент кој што го води овој DAO фонд е да го престигне по капитал човечкиот фонд, а тоа е A16Z. И затоа практично идејата на овој DAO, кој што е децентрализирана автономна организација и фонд кој што е целосно воден од AI агенти, е буквално преку водење на едно крипто портфолио, инвестиции, купување и продавање, да стигне до големината на A16Z. Дури и човекот кој што го води овој проект, значи наводно, или AI моделот е така крстен,
Значи е крстен, само да дали беше одека името запишано. Многу ме интересира да се посмееме малку. Не можам да го најдам овдека името. А да, ево го. Марк Айндерсен. Значи знаете дека креаторот на A16Z е Марк Андерсен, а овдека е Марк Айндерсен. Уствари AI агентот кој што го води овој проект. Повторно, значи оставено е на вештачка интелигенција да се снаоѓа како знае и умее со цел да го престаса овој практично проект A16Z и да оствари поголем профит од него, односно поголем капитал од него. Со тоа што ова е Doom.com и моменталната состојба на DAO, тоа е AI16Z, каде што можеме да видиме дека во капитал се доста пораснати. Сега ќе го покажеме тоа статистички. Долари, сега е доста падната, 1,08, така да и не е лоша идеја да се размисли за потенцијално купување, како што ти кажавме, и маркет кап од неверојатни 2,4 милиарди долари. Што значи дека не се далеку од тоа да го стигнат 44 милиарди AI16Z, но A16Z, се извинувам, но повторно ќе кажам, не забравите, ова е вештачка интелигенција, што значи дека идејата е дека вие практично во ова портфолио на оваа вештачка интелигенција внесувате средства кои што самата вештачка интелигенција од ова DAO ги контролира и на тој начин се обидува практично да го стаса, односно да направи овој токен да биде профитабилен и маркет капот да биде поголем од 44 милиарди од она што јас до сега успеав да го разберам. Така да доста интересен момент, морам да признам. И повторно, дали овие модели ќе успеат или не, останува да видиме. Значи идејата е дека на оваа плейлиста, која што гледам, на оваа категорија, се извинувам, која што гледам овдека, има доста проекти. Поголем дел од нив ќе се покажа да бидат ништо, ви кажувам веднаш, станува збор за крајно нова категорија. Идејата е на крајот од денот да потенцијално видиме кои од овие ќе имаат успех на долг рок. Сега, познавајќи го криптопазарот, DeFi секторот кога се појави, кој беше оној кој што е најуспешен, кој што се уште е најуспешен? Dexot, Uniswap. Зошто? Затоа што истиот ги дава услугите кои што ги нуди оваа нова категорија. Кој е втор најуспешен? Aave, затоа што нуди lending and borrowing опции, кои што до ден денеска се најпознати и најбарани во Aave протоколот. Секоја од овие категории, со оглед на тоа што сум го видел до сега, најчесто оној маркетплейс кој што ги нуди услугите на оваа нова категорија е доста успешен. Затоа и ние инвестиравме во Agix, кога станува збор за вештачка интелигенција, кој што потоа се спои со ASI нормално, но тоа не го менува фактот дека ние понатаму го одлучивме тоа, да инвестираме во проект кој што ги нуди услугите на оваа категорија. Зошто? Затоа што наместо да инвестирате во еден проект кој што исклучиво има една цел, ви инвестирате во место каде што се продаваат овие проекти, кои што, значи, кои да успеат овие проекти, местото само по себе ќе има бенефит. Така, и затоа јас лично, ако се прашувам, мислам дека инвестирање во virtual токенот е подобра идеја. Повторно, не заборавајте дека генерално идејата за virtual токенот кога го гледаме во однос на цена е доста добра, затоа што гледаме и огромна корекција. Аз не велам дека ќе купиме веднаш, но може наскоро да видите такво нешто, значи од 5 долари цената моментално е 2,6. Гледаме дека ова иницијален раст каде што луѓето земале профите од прилика завршен, како што можеме да видиме. Дополнително ова е коин кој што има свој прв bull market, а гледаме дека се поголем интересот за AI агенти. Така да потенцијална мала локација може наскоро да очекувате во овој virtuals токен, доколку успееме да го најдеме на менујачиците кои што ги имаме. Не би се замарал премногу да одам сега на дексови да го барам и така натаму. Значи повторно ова е едно од работите кои што сакам да ги имате во предвид. Така да оваа категорија ќе биде споена заедно со AI категоријата, а децентрализирана физичка инфраструктура ќе биде категорија сама по себе. Видео, така да препорачливо е, доколку сте нови на нашиот канал, да го погледнете ова видео на самиот врв, кој што ќе ви даде прилика идеја што и каде може да најдете на нашиот канал, затоа што се доста видеа, а ова видео е буквално направено да ви даде насоки каде и што може да најдете на нашиот канал. Уште еднаш голема благодарност до Јане Богоевски кој што ни даде некои основни насоки од каде да почнеме, така да оние линкови кои што ги има Јане ќе ги споделиме со вас во дескрипција во однос на точките каде истите се наоѓаат на самото видео, а нормално во секоја дескрипција од нашите видеа прво би ве замолил да ни ставите лайк, шер и сабскрајб доколку ви се допаѓаат овие материјали. На крајот од денот сето ова што го правиме бесплатно за целиот македонски народ. Единствено нешто што бараме е да ни помогнете да го расшириме на што повеќе македонци, да направиме од нив
финансиски писмени и образовани граѓани кои што знаат што се финансии, посебно лични финансии кои што се разбираат во блокчейн технологија, која што гледаме дека е доста потенцијална, и нормално геополитика. Со тоа што дополнително, значи во секоја дескрипција може да најдете освен содржината за тоа што зборуваме, линк до нашата Patreon заедница, значи најголемата македонска заедница на професионални инвеститори. Ова е нашата крипто Гемиџија кооперација за Гемиџија артикли. Ова се нашите две добротворни, да речам, делови од самиот канал, тоа се блокчейн адресите и оваа апликација на кој што се што досега е пратено како, да речем, донација за благодарност за нашата работа, било донирано во македонска кауза. Значи во првите два наврати го дониравме ова во два, како што кажав, две добротворни акции за прехранбени продукти во износ од 800 и 700 евра на една црковна организација во Велес. Ќе продолжиме исто да го направиме кога ќе имаме доволно средства собрано од нашите гледачи и нормално овдека се нашите социјални мрежи, би ви препорачал да ги следите, затоа што имаме дополнителни информации надвор од оваа работа која што работиме на самиот канал, како и нашите резервни канали на Odyssey, Rumble и Rutube. Rutube е канал кој што моментално го користиме за одново постирање на сите овие 132 видеа на напреден курс за техничка и фундаментална анализа, посебно за оние луѓе кои што се малку поназад со материјалот, со цел истите да може да достигнат до оние кои што веќе го имаа проследено целиот едукативен материјал на нашиот канал. Така да ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.